Ќе ги разгледаме прашањата под реден број 201 до 205. Тоа е седмо деление, прашање од екстерно тестирање 2014-2015 година. Тоа веќе го знаеме. 201. Вредноста на производот 2/3 по минус 6/7 е. Кога множиме позитивен со негативен, производот мора да има негативен знак. Еве го тоа минус. Доколку забележиме можност да ги кратиме бројител на една со именител на друга, како во овој случај, ги кратиме нив. Ако не се досетиме сега, ќе мора на крај да ги кратиме. Тие се деливи со 3, 3 поделено на 3 е 1, 6 поделено на 3 е 2. Ми остана 2 по 2 е 4 врз 1 по 7, 7. Значи минус 4 седминки. 202 прашање. Збирот на бревите минус 59 и 9 изнесува. Минус 59 плюс 9. Ако се ослободиме од заградата, ќе имаме минус 59 плюс 9. Загинавте 59 денари, најдовте 9. Тјар или зијан. За колку? За 50 денари. Значи минус 50 денари. 23 прашање. Колку изнесува збирот на острите агли во правоаголен триаголник? Збирот на аглите во правоаголен триаголник изнесува 180 степени. Збирот на аглите во триаголник изнесува 180 степени. И во правоаголен триаголник исто така изнесува 180 степени. А правоаголен е оној кој има еден внатрешен агол прав. Значи тоа е 90 степени, тогаш другите два мора да имаат заедно 90 степени. 204 прашање. Колку изнесува периметарот на четириаголник со страни? А. 5,4 см, Б. 6,2 см, С. 5,7 см и Д. 8 см. Периметар беше збирот должините на страните. Дадени се димензиите на страните и сите се изразени во должинската единица сантиметар. Тоа е во ред. Докато колку не беше така, моравме да ги изразиме во иста единица за должина. Периметар L еднакво А плюс Б плюс С плюс Д се заменува и се добива дека периметарот е 25,3 см. 205 прашање. Ево 205 прашање. Растојанието од центарот О на кружницата К со центар О и радиус 3 см до низината тангента е 3 см. Што беше тангента? Тангента беше права која со кружницата има само една заедничка точка или ја допира кружницата. Се бара тоа растојание. Нека тангента, ева, ќе земиме тангента од точка која е надвор од неа кон кружницата. Значи имам две такви тангенти. Од точка која не лежи на кружницата. Меѓутоа од точка која лежи на кружницата имаме една тангента. Еве ќе земам пак таа алатка. И се бара сега колку е ова растојание. А тоа растојание во стварност е